Добар ден, драги првачиња. Јас сум наставничка Татјана и работам во основното училиште Јохан Хајних Песталоци во Скопје. Денеска заедно со мене ќе имате час по математика и ќе научиме што е тоа пиктограм. Исто така ќе научиме дека тоа е начин на представување податоци со слика или символ. Ќе научиме да го користиме пиктограмот за да групираме податоци и објекти и да одговараме на прашање со издвојување и организирање на податоците или предметите на различни начини со користење на пиктограм со практични средства. Започнуваме со нашата задача. Група ученици се договориле за време на распустот да ги прочитаат најновите 10 книги за деца што ги добиле во училишната библиотека. На крајот од распустот се сретнале и решиле да видат кој колку книги прочитал. Отишле во библиотеката од каде позајмувале книги и библиотекарката ги извадила податоците кои ги запишала за дечињата. Таа податоците ги представила во табела. Еве табелата која што им ја покажала библиотекарката. Во нејзе многу убаво се гледа кои дечиња читале книги, значи како се викаат, и кој колку книги прочитал. Кога го пишуваме бројот на различни предмети во дадена група, го нарекуваме податок. Значи податоците собрани од училишната библиотека може да се видат и прочитаат во ваква табела, но може да ги видиме и на поинаков начин, односно со слика. Начинот на представување на податоците со слика или символ се вика пиктограм. Еве како изгледа пиктограмот. Ајде да видиме од кои делови е составен. Значи, пиктограмот има наслов. Тоа е горниот дел кај стрелката што стои. Во случајов насловот е прочитани книги, тој ни покажува за што е наменет пиктограмот. Од десната страна имаме слики кои ни покажуваат дадениот број на објекти во случајов книги, кој колку книги од дечињата прочитал. Од левата страна имаме податоци кои ни даваат информација кои се дечињата кои што ги читале книгите, затоа што овој пиктограм е наменет токму за тоа. И секој пиктограм има клуч или легенда, тоа е во долниот дел, каде што е стрелката сега, која што ни покажува една сликичка колку представува прочитани книги во случајот. Значи, кај нас една сликичка на книга е една прочитана книга. Сега да видиме кој од дечињата колку книги прочитал, знаејќи дека клучот е една слика, една книга. Одиме со Марко. 1, 2, 3, 4. Весна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Петар. 1, 2. Лара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и Никола 1, 2, 3 книги. На овој начин многу сликовито може да дознаеме кој колку прочитал, кој прочитал најмногу, кој прочитал најмалку, дали некој прочитале ист број книги и така натаму. Сега ќе ви поставам некои прашања да видиме како ние го читаме овој пиктограм и како дознаваме она што не интересира. Колку книги прочитала Лара? Лара. Ја бараме во пиктограмот Лара каде се наоѓа, ете Лара, и броиме, бидејќи една книгичка е една прочитана книга, тогаш броиме по една. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Гледаме дека Лара прочитала 7 книгички. Следно прашање. Кои деца прочитале еднаков број на книги? Бараме еднаков број. Ајде да видиме. Со цртка забележуваме
каде ќе се поклопат последните книгички и тие ни кажуваат, ова цртка многу убаво ни покажува, дека Весна и Лара прочитале ист број или еднаков број на книги. Кој од нив прочитал најмногу книги? Бараме најмногу. И нормално бараме кај кого има нацртано најмногу книгички. Така, цртката отиде до највисокото место, односно одговорот е дека Неда има прочитано најмногу книги. Се надевам дека ви е јасно како го читаме пиктограмот. Одиме со следно прашање. Кој од нив прочитал најмалку книги? Сега е редот на вас. Сопрете го видеото и пронајдете кој од нив прочитал најмалку книги. Потоа пуштете го и проверете. Доколку вашиот одговор е исто како мојот, Петар, бидејќи цртката застана кај најмалку книгички што има нацртано, тогаш точно сте одговориле. Најмалку книги прочитал Петар. Само 2. Одиме понатаму. Следно прашање. Колку книги прочитале сите момчиња заедно? Што мислите, како ќе дознаеме? Сите момчиња заедно. Одлично. Ќе собереме сите податоци што ги имаме за момчињата. Еве да видиме. Марко, Петар, Никола. Тоа се момчињата во овој случај. Ајде да видиме колку има Петар. 2, ќе почнеме од најмалото. 2 плюс Никола 3 плюс додаваме од Марко 4, вкупно 2 и 3, 5 и 4, 9. Одлично. Сите момчиња заедно прочитале вкупно 9 книги. Следно прашање. Колку повеќе книги прочитала Неда од другите 2 девојчиња? Бидејќи знаеме дека двете девојчиња сега имаат еднаков број, затоа прашањето е вака формулирано. Ајде да ја најдеме повеќе. Да ја најдеме Неда прво. Еве ја Неда. И другите 2 девојчиња се Весна и Лара. Неда има прочитано 9 книги, минус 7 книги на девојчињата. Веднаш ќе добиеме одговор, а тоа е 9 минус 7 е еднакво 2. Но сакам да ви напоменам дека тоа многу убаво се гледа и во самиот пиктограм. Од едната цртка до другата цртка се гледа разликата во прочитаните книги. Една книгичка, 2 книгички. Ако клучот е една прочитана книга, тогаш е разликата 2 книги повеќе. Неда прочитала 2 книги повеќе од другарките. Клучот до сега беше една прочитана книга. Кај символ или слика, кои се прикажуваат кај клучот на пиктограмот, може да представува еден или повеќе од еден предмет. Ако нема клуч, тогаш рачунаме дека тоа е еден предмет. Значи, до сега гледавме со една прочитана книга, а сега ќе видиме со повеќе, односно друг број. Во случајов ќе го ставиме на местото сликичката да важи 2 прочитани книги. Значи, една книга, сликичка, 2 прочитани книги ги броиме. Повторно со прашање да видиме како ќе се снајдеме. Кој од децата прочитал најмногу книги и колку? Значи, бараме најмногу. Ние веќе го одговоривме ова прашање, но вториот дел колку треба на малку поинаков начин да го одговориме. Ние веќе знаеме дека тоа е Неда и дека таа има прочитано 9 книги кои што стојат во пиктограмот, 9 символи книги, но клучот сега е 2 прочитани книги за еден символ. И затоа бројот 9 ние ќе го удвоиме. Тоа е едниот начин да го дознаеме решението. 9
удвоено, а тоа е бројот да се собере сам со себе, нели, е 18. А другиот начин е едноставно да броиме со чекор 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. На двата начини ние добивме дека Неда прочитала 18 книги. Одиме понатаму. Колку книги прочитал Марко? На истиот начин. Ајде сега, сопрете го видеото и дојдете до резултатот. Па кажете ми. Проверете после заедно со мене. Се надевам дека вашиот одговор за колку книги прочитал Марко е следниот. Прво го најдовте Марко во табелата и видовте дека тој има 4 книги символи во пиктограмот, а клучот е за едно символче книга 2 прочитани книги. Во тој случај треба да го удвоите бројот 4. 4 удвоено е 8. Или, како што кажав, броиме во чекор 2, 2, 4, 6, 8. Марко прочитал 8 книги. Следно прашање. Колку повеќе книги прочитал Марко од Никола? Овде прво што треба да направиме? Прво треба да видиме колку прочитал Марко, а тоа веќе го знаеме, дека тој прочитал 8 книги, но да видиме сега и Никола колку прочитал. Никола прочитал 3 книгички символи, удвоено ќе биде 6. Соброен израз. 8 книги на Марко минус 6 книги на Никола, доаѓаме до резултат 2, односно Марко прочитал 2 книги повеќе од Никола. Уште еден начин тоа да го видите е од самиот пиктограм. Гледате од цртичката која што е наменета за книгите на Никола до цртичката наменета за Марко, имаме една книгичка што останува. Ако таа книгичка значи 2 прочитани книги, веднаш го добиваме одговорот. Односно, Марко прочитал 2 книги повеќе од Никола. Одиме понатаму. Колку книги заедно прочитале Весна и Лара? Видовме дека Весна и Лара заедно, прво знаеме дека Весна има 7 символи и Лара има 7 символи. Двете имат еднаков број на книги прочитано, но ќе го удвоиме бројот 7, затоа што и едната има 7 и другата има 7. 7 удвоено е еднакво на 7 плюс 7 е еднакво на 14. Што значи дека Весна има 14 книги прочитано и мора сега за вкупно да знаеме двете заедно, и Лара има 14 книги прочитано, значи ние треба да ги собереме. За полесно и да се објасни на оние што им е потешко, одиме со разложување. 10 плюс 4 за едната 14 и 10 плюс 4 за другата. 10 плюс 10 и 4 плюс 4. 10 и 10 знаеме дека е 20 и 4 плюс 4 е 8, значи 20 плюс 8, резултатот е 28. Весна и Лара заедно прочитале вкупно 28 книги. Истото може да го постигнете и со самото тоа што ќе броите по 2. Ајде да видиме. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Бројајќи во чекор 2, бидејќи една книгичка представува 2 прочитани книги, ние дојдовме до истиот резултат. Тука е крајот на нашата лекција, па да видиме што ние научивме. Кога го пишуваме бројот на различни предмети во дадена група, тоа го нарекуваме податок.
Важна математичка вештина е да знаеме како да ги организираме податоците и информациите што сме ги собрале. Пиктограмот користи слики или символи за прикажување податоци кои ни помагаат да разбереме различна количина. И секоја слика во пиктограмот може да представува еден или повеќе од еден предмет или символ, а тоа го гледавме во клучот или легендата на пиктограмот. За домашна работа имате во работната тетрадка по математика втор дел на страна 16 да ги прикажете информациите за омилена овошје на дечињата во пиктограм. Ви благодарам на вниманието. Довидување, дечиња.